Снуваме, еве од Лидија, која заедно со нејзиниот сопруг и семејството имаат овде ресторан. Како е животот во Шведска? Во Шведска животот е... Колку години сте прво тука, еве да почнеме приказна за вас? Ние веќе 12 години. Така. Моментално се наоѓаме во ресторан Гурме, навистина имавме прилика да видиме, функционира безпрекорно. И еве да кажете за тој ваш бизнис. Па ние сме доста нови во овој бизнис, ресторанот го држиме веќе година и пол. Така да доаѓаме од сосема други професии, овде во оваа професија Така, се пронајдовте што се вели? не се пронајдовме уште. Добро. Значи уште го наоѓаме патот, се учиме. Секој ден има нови предизвици, секој ден има нови рецепти, се трудиме да Функционира на база на шведско послужување, така да кажеме, нели? Овде, значи, Секој ние ден. сме лунч ресторант, што значи отворени сме само за време на ручек од 11 до 2:30. Секој работен ден? Секој работен ден од понеделник до петок и функционираме на шведски начин, значи луѓето што се во околината доаѓаат на ручек. Сабота и недела гледаме и забави се организираат. Сабота и недела организираме приватни забави за родендени, крштевки, свадби и други свечености по било кој повод. Денеска тука по игра на случајот една група на македонци кои слават роден ден. Да, ваши роднини можеби, но еве колку македонците тука се собираат заедно, доаѓаат специјално тука еве да одбележат некој повод, свадби можеби, родендени, колку често се прават такви свечености? Па за сега значи овој период е, можам да кажам, доста зафатен, затоа што кога веќе доаѓа летото, луѓето се симнуваат во своите земји и тие прослави ги прават таму. Така. Додека до мај месец, јуни, кога ќе почне она сезона за матури, за прославување на родендени, сега, значи, баш овие денови е сезоната. Рековме дека иселениците сега повеќе за Великден беа во Македонија, меѓутоа периодот кој следи Сега следуваат матујските прослави, има прослава на католиците што се така, имат свој празници. свој празник и после одма 16 мај почнуваат прославите за матујски. После матујските следуваат прославите за дипломски, така да до крај на јуни сме скоро секој ден за пат. Имајќи го предвид ова, дали наоѓате време до Македонија да дојдете на гости некогаш? Па, зависи од потребите, значи ако се сака се може. Доаѓаме ние скоро секое лето. Ова лето уште немаме испланирано, значи тука малку ги планираме работите пред време, али ова година ние со нашите планови касниме. Како го наоѓате баланс помеѓу мајчинството, имајќи предвид дека имате 3 дечиња? Работата Па, се снаоѓаме. Значи овде голем дел од активностите што се околу децата се оставени на нас. Значи моментално деца водат во школа, во градинка, во текот на работниот ден, после работниот ден ги земаме, ги се прави некој баланс секој ден. Или тука се некои блиски пријатели, познати, комши, роднини, така да секогаш има некоја помош. Еве да не ве задржуваме, имајќи предвид дека имате работа, порака некоја до оние кои што току можеби дошле во Шведска и сега имаат можеби идеја колку е потребно време за да се дојде до некој тој успех. Што вели еден човек од Делчево пред некој време, за да успееш и требаат ни добри 20 години. Па, сега зависи кој како го гледа успехот. Така е. 100 година најдеш. Сите некои, јас еве генерално ќе кажам дека успех е овде ако најдеш работа и ако имаш кров над глава, значи да добиеш стан, како што тоа се некои основни работи, па после тоа може да успееш на било кој поле. Значи работата и кров над глава е најважно. Па тука имаме и гости од Босна. По игра на случајот, вашиот сопруг работи овде. Да. Како босанка со македонци, каква е соработката? Одлично, клопила sam se sa Makedoncima, s obzirom da nisam nikada prije imala priliku da sretnem nikoga iz Makedonije, ali ovde u Švedskoj sam ih upoznala jako puno. Tu su moje drage komšije, prijatelji.
Tako da lepo se slažemo, lepo se družimo, funkcionišemo odlično. Вела дека покрај најбројна тука всушност е и босанската заедница. Дали е точно? Тука се заедно. Балканот најмногу има од Босна. Дали Pa ima, е тоа da. точна констатација? Da, или? da, ima, naravno ima dosta iz Bosne i Srbije, iz Makedonije i bitno je da svi se družimo. Конкретно вие за вашиот пат тука во Шведска на кратко? Колку години сте тука? Pa ovdje sam možda nekih 10 godina, prvi 100 godina je najteže, posle bude lakše i tako eto. Добро, јас ви благодарам што еве Лидија ни возможи да присуствуваме и да разговараме за незиниот пат кон успехот. Da, Lidija je jako uspješna u svom poslu, ima pravi tim ljudi oko sebe, tako da jako dobro rade i funkcionišu i svima preporučujem da posete ovaj restoran. Така, инаку се наоѓа во кој дел од Гетеборг? Централното подručje, тука е малку во индустријска зона, така да Еве сите кои гледаат од Inače, Македонија. Makedonke su jako kreativne, znači prave razne dekoracije, balone, ovo sam isto kupila, sveće, Така, да, имаше прилика. generalno sve što naprave ja kupim. Ovo društvo ne funkcioniše bez ove žolte, sad ja ne znam tačno šta je to. Тоа е ракија. To je rakija, tek kad dođe do ovdje onda je raspoloženje onako popravljeno. Па кај нас знаеш како велат, ракијата ги сврзува луѓето. Ne znam, ne razumijem. Повежава, ракија повежава луѓе. Da, naravno. Тука е и главниот на ова место, ја прашавме Лидија, но сега мора да го прашаме и него. Еве, здраво и на вас, да не се представите. Здраво, Ќе преидеме на ти со тек на разговорот. јас сум Ненад Сазовски од Скопје сум. Заедно со Лидија, Заедно со Лидија сме колку години рече таа, ја заборавив. 12. многу. Многу, да. Тешко ли беше сега кога ќе се навратите на почетоците, па до сега? Не е ништо тешко, кога се мора. Така идејата веќе ја имате подолго време. Трета, како рековме, колку години со ресторанот? Па веќе уште малку 2 години со ресторанот не ни беше ова професија, него така. Желбата ни беше да имаме ресторан. И е. Вчера бевме тука, навистина имаше доста гости секојдневно што си доаѓаат, што си Па да, се има преку неделан. За лунч, се каже. ланч бар, да, така кажемо, Ланч. нарачки. Да, преку нарачки имаме така за викенд. Некои фестови се организираат, прослави, родендени, свадби. И за вас истото прашање како родител и кој еве со Лидија имате 3 дечиња, како наоѓате баланс? Ето малку тешко. Немаме време. Добро, тие си мали во градинка Па сигурно. да, тука е тоа добро организирано што може во градинка да се остават. Од рано са бајле, седат до покасно, така до 4-5, така да имаме ние време да поврските да си ги изработиме и Што ќе кажеме за овдешните дружби меѓу македонците, другите од Балканот што еве прават забави, се Па- дружат, претпоставувам почесто за викенди. па да, има добро дружење, добро, мислам, си се држиме ипак, нели? Да. На наш народ, наш менталитет, секој му фали на балканското, што се каже, вели, да кажеме поготово македонци. Си сакат малку така, поопуштена атмосфера, повеќе дружење и така. Секаде тоа, мислам, каде и да одиш, секаде си луѓе да си сакат некој наш менталитет да си на наш начин да се дружат. Добре, јас ви благодарам што еве и со вас кратко поразговаравме и што имавме прилика еве да видиме гости. Овие 2 дена навистина се уверивме во прекрасните специјалитети кои ги правите со вашата сопруга. И па поведете и вие во Делчево, еве. Кога ќе дојдете, сигурно имате време, еве тоа не ве прашавме колку често за Македонија одите. Лидија кажа, меѓутоа е Па за Македонија никогаш не се знае кај нас. Не планираме однапред, кога имаме време и така, простор, одиме. Па почесто така, преку лето кога барем еднаш годишно сигурно. Да, еднаш годишно се одвојува време така, да одиме да се видиме фамилија, пријатели, роднини. И малку одмор. Толку Повеќе сонце.
Да, сонце, дан, фали. Добро, јас. Сонце, Македонија се Македонија. Ипак. Ако остане уште нешто што не ви прашавме, ако не порака до вашите пријатели, Па роднини. поздрав до сите, до Делчево. Така и до сите кои се пак овде, нека повелат во ресторан, не знам како се изговора на шведски, гурме. 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 Така, бидејќи има апострофи, некои букви не ги баш искрено разбирам, меѓутоа еве со тек на време човек се ќе научи, уште еднаш благодарам за гостопримството. Благодарам. Благодарим и на вас.